Нека е слава на нашиот Господ, што ни дава слобода, можност, привилегија да можеме да се собираме овде. Да можеме да го отвараме Неговото Слово, да го читаме и да се поучуваме од Него. И нека Бог не благослови ова утро. Но пред да почнеме, сакам на нашите сестри да им честитам празникот кој беше вчера. Посебен ден. Може би светот празнува нешто што тие за нешто се борат, за некоја равноправност, но јас не би сакал така да го наречам тој празник, но да се сетиме на самиот почеток, кога Бог го створи Адам и во рајот имаше се и беше се прекрасно и убаво. Животните не беа убийци, беа пријателски настроени и можеше Адам со нив да се дружи, да ужива во рајот, да му биде добро, но тој не се чувствуваше добро. Не беше радостен, не беше задоволен. И Бог тоа го виде. И затоа Бог реши да извади коска или ребро од него и од тоа ребро да направи жена која ќе му биде другар, пријател, сопатник, секојдневно заедно со него и слична на него. И тоа многу му се допадна на Адам. И ние се радуваме што Бог ни создадал такви жени кои ќе бидат со нас, до нас во секое време, да можеме заедно да се радуваме секојдневно и да можеме да го живееме овој живот кој Бог ни го поставил пред нас. Нека Бог да ги благослови нашите жени, нашите сестри. Нека Бог да им дава мудрост, сили, да знаат како да се однесуват, како да бидат корисни, како да бидат благослов за своите сопрузи. Се радуваме што Бог ни го дава тоа, да го имаме овде помеѓу нас. И ние треба да бидеме радосни и среќни како Адам што беше. Денеска луѓето повеќе ги ценат животните отколку луѓето. Скоро беше на телевизија дава една девојка која го шеташе своето куче и овој новинарот ја праша за кучето и таа рече дека многу го сака кучето, го гледа, го шета, а тој ја праша: а деца дали имате? Немам. А сакате ли деца? Вели: не сакам. И ако морам да имам, ќе имам само едно, ништо повеќе. Тоа беше негде во 88 или 9 година, кога бев во Германија таму за кратко. Тогаш луѓето шетаа кучиња и мачиња, ги гледа во своите станови, во куќите, и за мене беше чудно, ние овде тоа го немаше кај нас. И велам: зошто тоа го прават? И ми кажа: не сакат деца. Децата биле обврска, децата биле терет, трошок, а кучето и мачето се лесни за гледање. Еднаш или два пати ќе го прошеташ, ќе му дадеш да јаде и тоа е задоволно. Денеска гледаме како разни организации ги заштитуваат животните. Не јас дека сум против животните, но даваме место повеќе на животните отколку, да кажеме, на брачниот другар, на жената или на мажот или на децата, што не е во ред со Библијата. Адам имаше се околу себе, но не беше задоволен. Единствено жената која Бог му ја даде го исполни неговото срце, неговиот живот, неговото време. И ние треба на тоа да се радуваме. Нека Бог да ве благослови. А имам уште нешто. Денеска на нашата најмлада тука сестра
Невенка е роден ден, јас са Вајле случајно видов и немаме поклон, ама ќе го молиме Бог да ја благослови, да ја го исполни нејното срце со радост, со љубов и да ја води по правиот пат во нејниот живот. Еден човек, светски познат човек, рекол вака, тој е Паскал, може би сте слушали за него, го знаете, тој има речено вака: ако јас верувам во Бог, а Бог не постои, тогаш ништо не сум изгубил. Ништо нема да ми недостасува. Ама ако јас не верувам во Бог, а Бог постои, тогаш се сум изгубил, се е на празно. И тоа треба да го имаме во нашите мисли, дека нашата вера не е на празно. Словото кој ни е од Бог дадено, тоа зборува за Бог, за Божите планови, и во Словото вели природата, Вселената, се што постои, зборува за Бог. И тоа треба да биде наша подкрепа, утеха, да не се срамуваме, да не се плашиме, за тоа што ние веруваме во Бог. Бог тоа го сака. Ништо не губиш, а можеш се да изгубиш. Нека за слава на нашиот Господ и Спасител Исус Христос оваа утрешна богослужба ја започнеме со песната број 72. Денес е денот Господен.
Ќе прочитаме првиот псалм. Псалм број 1. Блажен е оној човек што не оди на советот на безбожниците, не застанува на пат на грешници и не седи во друштво на развратници. Туку му омилел законот Господов и за законот негов дење и ноќе грижливо размислува. Тој е како дрво посадено крај вода изворска, кое својот род го дава навреме и чиј лист не венее, и во се што прави напредува. Но не се такви безбожниците. Тие се како прав што го разнесува ветрот. Затоа безбожниците нема да се одржат на судот, ниту грешниците во соборот на праведните. Зашто Господ го знае патот на праведните, патот пак безбожнички ќе пропадне. Може сега да се исправиме и да благодариме на Бога. Татко Небесен, единствено можеме да застанеме пред Твоето лице и да искажеме нашата благодарност кон Тебе за Твоята грижа кон нас, бидејќи Ти се грижи за нас во секој поглед. Како што за Адам се грижеше и за неговото расположение, за неговиот секојдневен живот, и му ја подари Ева како негова сопруга, така Господи Ти се грижиш и за нас во секојдневниот наш живот. Ти ни подаруваш се што ни е потребно и ни даваш се што ни треба, за да можеме да обстануваме, да живееме, да бидеме радосни, среќни, задоволни за тоа што Те имаме Тебе. Господе, Ти си единствен, но иако си единствен, Ти си полн со љубов, Ти си добар, Ти си милостив, Ти си Татко кој се грижи за нас, Ти си Господар на се и Ти управуваш со се. Ти благодараме за овој ден кој ни го подаруваш, за овој ден во кој можеме да се собереме, но Ти благодараме и за Словото кој Ти ни го даваш. Слово кое е духовна храна, Слово кое нас не ојачува, Слово нас кое не упатува и не води по правиот пат. Господе, благослови го тоа Слово, да не биде наше Слово, но да биде Слово кое произлегува од Тебе, да биде Слово кое е наменето за сите нас, кое е наменето за сите кои го слушаат, кое е наменето за секој еден кој го сака. Господе, Те молам за благослов на секој еден брат и на секоја една сестра. Допри се до секој еден од нас, да ја почувствуваме Твојата близина, Твојата сигурност, да почувствуваме, Господи, колку не сакаш и колку си добар кон нас. Татко Небесен, Ти се тоа го правиш бесплатно за нас. Ти го правиш за да бидеме ние целосни, исполнети и да бидеме за Твоја слава. Господе, Те молиме за сите тие кои не се овде, болни, спречени, сите оние кои не можеле да дојдат, за сите оние кои се далеку и можеби гледаат, Те молиме за благослов на сите нив и Те молиме за благослов на нашиот народ. Господе, ние гледаме дека без Тебе ние сме пропаднати. Без Тебе не можеме ништо да направиме. И затоа Те молиме за Твојот благослов на целиот наш народ. Се предаваме во Твоите раце и Те молиме во името на Исуса Христа. Амин. И сега ни втората песна, број 69.
да ги спаси грешните, Бог ги бъдат секаде. Oh,
За ова утро ќе прочитаме неколку стиха од посланието од Евангелието на Јован, првата глава од 1 до 5. Евангелието од Јован, првата глава од 1 до 5. Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Тоа во почетокот беше во Бога, се стана преку Него и без Него ништо не стана од она што постана. Во Него беше животот и животот им беше светлина на луѓето. Светлината свети во темнината и темнината не ја опфати. Ама темата нема да ни биде од тој текст, но темата ќе ни биде од првиот текст кој го прочитаваме, Псалм број 1. Псалмите се најчитана книга, бидејќи е таква поезија што дури тоа се изучува и на факултетите, тоа се употребува и во светот, бидејќи таква поезија е напишана од Бог што ние не можеме да ја тоа имитираме. Тоа е внатрешна состојба на човекот, во која опишува за самиот псалмист како се чувствува, за неговата духовна состојба, за неговото прогонства. А овде, во овој псалм, не опишува како ние како христијани што треба да правиме или што не треба да правиме. Тие кои што се христијани не смеат се да прават. Во еден стих Словото вели: се ми е дозволено, ама се не е корисно. И затоа овде има некои основни карактеристики, основни црти во кои не опишува што треба да правиме или што не треба да правиме. Овде псалмот започнува со тоа: блажен е оној човек. Да видиме кој е тој човек, или пак да видиме што значи блажен. Дали сте размислували што означува зборот блажен? Се употребува често, го пишува во Библијата на многу места, но што значи тој збор блажен? Вака кога размислуваме, јас гледав дури и во литературата, таму вели дека зборот блажен означува исполнет. Радосен, среќен, задоволен, но за нас е најважно тоа исполнет. Со што и како е исполнет тој човек? Блажен или исполнет е човекот оној кој го има Бог во своето срце. Блажени не се христијаните. Сега може би ќе речете зошто така зборувам, но едно време се знаеше што значи христијанин. Во самиот почеток на црквата христијаните беа наречени за тоа што го следија Господ Исус Христос, Неговото учење, живееа заедно, се грижеа еден за друг, имаше љубов помеѓу нив, имаше единство и на светот тоа му се допадна, им се ареса и го сакаа тоа. И ги нарекува првите ученици и првите верни луѓе ги нарекува христијани. По името на Господ Исус Христос, за тоа што тие го гледаа Христос во нив. И за тоа беа така наречени. А денеска зборот христијанин што означува? Означува припадност на некоја религија. Во комунизмот кога беше, христијанин имаше значење.
човек кој оди на црква, човек кој верува во Бог, човек кој ја чита Библијата. Имаше големо значење. Но после тоа, сите стана христијани. И сега, кој ќе кажеш христијанин, значи ти припаѓаш на таа група христијани кои веруваат во Бог, затоа што има муслимани, има мохамедани, има будисти, има хиндуисти и не знам уште колку многу религии има по кои луѓето се делат во тоа што веруваат. И затоа кој ќе кажеш јас сум христијанин, ти припаѓаш во таа група. И денеска секој еден кој ќе прашаш јас сум христијанин. Затоа овде Словото Божие вели блажен човек кој е исполнет со Светиот Дух, човек кој е исполнет со Божиот Дух и припаѓа на Бог. Тој човек е блажен. Самиот збор вели блажен. За кого беше употребен тој збор блажен? Се сеќавате ли? И уште денес се нарекува, тоа е мајката на Господ Исус Христос, Марија. Таму вели беше во блажена состојба. Зошто беше во блажена состојба? Затоа што Исус беше внатре, Спасителот. Таа беше исполнета со Светиот Дух и Спасителот беше внатре. И беше блажена. Словото овде продолжува и вели: таков човек, блажен човек, не оди на совет. Овде не вели не треба да оди, не смее да оди, но вели не оди. Тоа потекнува од самиот него, не оди на совет. Што значи да одиш на совет? Таму каде што се собираат и се советуваат, планираат, донесуваат одлуки. Ние знаеме дека денеска имаме многу такви совети, светски совети, на кои секојдневно се собираат и донесуваат одлуки дури за целиот свет. Тоа е Европската заедница, Обединетите нации се собираат на такви совети, Светскиот здравствен заедница се собираат да решаваат и да одлучуваат за сите нас што треба и како треба. Денеска имаме и по државите и по градовите такви совети, каде што луѓето се собираат за да донесуваат одлуки. Но кои се тие луѓе кои што се собираат на таквите совети? Овде вели не оди. Сигурно е повикан, а и да не е повикан, не оди таму на тие места. А зошто не оди? На советот на кој? На безбожници. Таму каде што се луѓето безбожници. А кои се тие безбожници? Едно време ние ги делевме на атеисти и на тие кои веруваат во Бог. Ама денеска безбожници и самиот збор вели човек без Бог. Ако овде беше блажен, човек исполнет со Божиот Дух, овде се луѓе кои го немаат Бог во себе. Не само атеисти. Атеистите се отворени и самите велат дека не веруваат во Бог, но денеска имаме луѓе кои се нарекуваат христијани, а го нема Бог во нивните срца. И таквите христијани се безбожници. И кога ние одиме, или ако еден човек оди на таков совет, може ли да најде Божи совет, Божи одлуки и Божи правила? Ние гледаме дека на таквите совети, каде што се собираат безбожници,
донесуваат одлуки кои се во нивна корист, одлуки во кои ќе успеат нешто да придобиат, и ние тек после ги дознаваме нивните резултати и гледаме како постапувале и што правеле. И затоа овде Словото вели, блажен човек не оди на такви совети безбожнички. Не му е местото таму, нема што да прави таму. Ти ако бидеш во едно такво место, не можеш ништо да предонесеш. Ќе направиме една така илустрација да кажеме, ако ти идеш во некое место, каде што се пуши, а ти не пушиш, што ќе се случи со тебе? Тие кои пушат стварат дим и тој дим ти го дишеш и тоа лекарите го нарекуваат пасивен пушач. Не пушиш, а си пушач. Затоа што ти го вдишуваш тој дим во себе, што они го испуштаат од цигарите, иако ти си определен да не пушиш во твојот живот никогаш, ама кога си на тоа место, ти се исполнуваш со тој дим кој тие го испуштаат од себе. Така и безбожниците, ако ти одиш на такво место, ти го прифаќаш нивната одлука, ти ја прифаќаш нивните решенија, сето тоа што тие го планираат и го прават во својот живот. И затоа Словото вели, на блажен човек местото не му е таму. И ние треба да сватиме дека како христијани, нашето место не припаѓа таму. Денеска има верници кои сакат да бидат политичари, верници кои сакат да се мешат во политиката, но треба да сватиме и да знаеме дека тоа не е нашето место, бидејќи Господ Исус Христос, кога дојде на оваа земја, сака да го направат цар, но тој не сакаше. Господ Исус Христос не отиде во советот на свештениците. Тие се собира, тој не отиде таму, затоа што тие беа без Бога. Тие извршува законот, извршува правила, но Бог не беше во нивното срце. Исус тоа го знаеше. И после на крајот, кога го фатија Исус, тој совет свештенички, фарисејски се собра и каква одлука донесе? Донесе одлука не да го ослободат Исус, но да биде распнат. Дали е тоа Божја одлука? Дали еден верен човек донесува такви одлуки? Тие со цело срце велеа распни го. Не ни треба. А Исус беше Месијата, Спасителот. Второ нешто, тука сакам да нагласам уште на самиот почеток, имаме 3 збора. Во првиот случај е оди, сега во вториот е застанува и во третиот случај е седи. И овде вели Словото, блажен човек не застанува на патот. Не застанува на истиот пат. Ќе видиме на кој, нели? Што значи да застануваш на патот? Ние знаеме од пракса, секојдневно, секогаш кога ќе застанеме ние на патот, ние сме, како не нарекуваат, учесници во сообраќајот. Дали си пешак, дали си со велосипед, дали си со кола, камион или било какво превозно средство, ти си соучесник во сообраќајот. И затоа Словото вели, не застанува на патот. Кога ти застануваш на тој пат, ти си веќе учесник и одиш по тој пат.
А каде води патот? Тоа веќе нешто друго, нели? На патот на грешници. Каков е патот на грешниците? Грешен. Тие уживаат во грев, прават грев, го сакат гревот, живеат во гревот. И Словото вели како еден блажен човек ќе застане на патот или ќе биде соучесник со грешниците. Ќе биде и тој грешен. Кога одиш со нив, сакаш или не икеш, ќе правиш нешто што е по нивна волја. Или како што има една народна поговорка, со каков си, таков ќе бидеш. Блажениот човек не застанува на тој пат, бидејќи блажениот човек знае дека тој пат води во пропаст. Ние знаеме од Библијата, имаме два пата определени од Словото, кое вели широк и тесен пат. Широк пат кој води во пропаста и тесен пат кој води во вечност. И многу е важно на кој пат ќе застанеш. Многу е важно како ти ќе одлучиш на кој пат треба да застанеш. Ако гледаш по светски начин на живење, ќе застанеш на патот на грешниците и ќе одиш заедно со нив во гревот, а гревот ќе те одведи во пеколот. Трето нешто е не седи во друштво. Кога ние седиме на некое место, кога седиме овде, имаме заедништво. Ние сме заедно овде, соберени, седиме во друштво и за нешто разговараме, или во моментов ние слушаме од Божјото Слово и така имаме тоа заедништво. Но да седиш во друштво на развратници е нешто сосема друго. Таму каков е разговорот? Какви зборови се употребуваат? Какви теми се разговараат? Овде Словото вели развратни, значи неморални, секакви. И ако ние седеме во такво едно друштво, имаме заедништво со такви развратници, нашите умови и нашите срца ќе се исполнуваат со такви зборови, со такви мисли. И така доаѓа во нас разврат. Постануваме и ние такви. Оговараме, напаѓаме, судиме. Зборуваме неморално. И затоа местото на еден блажен човек не е во такво друштво, да седи со такво друштво на развратници. И ако вие пробате на такви луѓе да им зборувате од Библијата, ќе сватите и ќе разберете дека не си пожелен, нема да си пријатен, ќе гледаат непријатно кон вас, затоа што ти им го расипуваш нивното друштво, ти им го уништуваш нивниот разговор и не се осеќаат пријатно. Како вели Словото? На грешниот му е омилена што? Темнината, а на верните светлината. И тие двете немат ништо општо. Темнината и светлината. И затоа местото на еден блажен не е во такво едно друштво. Тоа е што верниот или христијанинот не треба да го прави за своје добро. Сега во тој псалм понадоле вели, а што треба да прави или какви се христијаните? Тоа е можеби за нас и по-важно, по-битно. Што треба ние да правиме како христијани? Овде Словото вели, му омилел законот Господен.
на блажениот му е омилен законот Господен. Кој е закон Господен? Немој, кога ќе помислиме законот, да мислиме на 10 Божи заповеди, како што некои знаат да кажат, тоа е законот Господов, но законот Господов е Библијата, цела. Денеска, таа е комплетно за нас законот Господов, кој треба да го имаме како прво во нашите раце, и фала му на Бога што ни даде таква можност да ги имаме во нашите раце, да нашите мисли се прошируват, бидејќи колку повеќе читаме, толку е подобро за нас, ќе знаеме уште повеќе. Законот Божи е исполнет со многу работи. Да не ви зборувам сега јас за тоа, вие сите знаете дека во неа може да најдеме одговори за се што ни треба. Да најдеме одговори за минатото, за денешното и за идното. За обеќањата Божи, за тоа што Бог го планира со нас, тоа што Бог ни го обеќа дека ќе ни го даде. Законот Божи. Што значи да биде омилено нешто? Нешто да го сакаш. Нешто да ти е пријатно, да ти е драго, да сакаш постојано да бидеш со него. Кога нешто не ни е омилено, ние бегаме од него. Се држиме на страна. Многу денеска има христијани кои се нарекуваат, не знаат каде им е Библијата. Некои воопшто и немат Библија, а се нарекуваат христијани. Некој можеби ќе прочита некогаш по нешто. Ние можеби сме подобри, читаме секоја недела. Но кога нешто ти е омилено, овде словото вели дење и ноќе грижливо размислува. Значи не некогаш, не еднаш во неделата, но дење и ноќе. Сака Словото Божие да му биде блиско и да размислува за него. Колку повеќе размислуваме ние за него, толку повеќе сме блиски со Бог. Денеска луѓето немат време за Библијата. Бог не сака луѓето да читаат од Библијата. И затоа сотоната им наоѓа разни занимации. Наместо Словото Божие, денеска се гледаат турските серии. И толку упорно се гледаат да луѓето не само што ќе ја гледат оваа епизода, но утре кога се повтара, пак ќе ја гледат, да не промашат нешто. И така ќе гледат една година, 2 години до крајот на таа серија и на крајот за 5 минути завршува се и како ништо да не било. Ама сега има уште помодерно нешто. Можеби некои се сетија дека турските серии се само слама и ништо не ти дават. Сега сотоната измисли нешто уште помодерно, а тоа се телефоните со Facebook, со Messenger, со други тамо програми кои ги имаме. И на секое место, во секое време, ќе видиш како секој гледа на телефонот. Ќе отиде на свадба, телефонот во раците. Ќе отиде на прослава, телефонот во раците. Ќе отиде на роден ден, телефонот во раците. Ќе излезат дечко и девојка, на место да зборуваат, тие во телефоните гледат. Ќе излезат друштво, на место да разговараат, телефоните во раците. И немат време за ништо. Тоа е она што сотона да го прави. Како да ни го одземе времето, како да ни го одземе вниманието, за да не размислуваме за нешто повеќе, подобро, посовршено, а тоа е Бог.
Но блажен е оној кој дење и ноќе размислува грижливо за Словото Божие. Да кажам дека има и некои кои на вистина го употребуват Фейсбук за слава на Бога. И тоа е добро, што дават делови од Божјото Слово, упатуват стихови, проповеди, за да можат да слушат луѓето, како што и ние денеска тоа го изнесуваме пред јавноста, да можат да слушат. И навистина има кои слушаат и кои им е мило да можат да гледат и да го слушат тоа што се зборува овде. Нешто уште поважно овде Словото вели, тој човек е како дрво посадено крај изворска вода. Ајде да ве прашам нешто. Дали знаете некаде каде што има дрве кои сами никнаат покрај вода? Дали сте размислували за тоа? Дрвја, плодни дрвја кои никнат покрај вода некаде. Јас така размислував, гледав и гледам само неплодни дрва. И затоа овде Словото вели јасно. Дрво посадено, само не никне. Тие неплодните дрва пуштаат семе, кое ветрот го носи и тие никнат на секаде. Но Словото вели кое е посадено. А кој го сади тоа дрво? Ние самите не можеме да се посадиме. Бог е тој кој нас не посадува покрај таква изворска вода. Бог е тој, како и ние луѓето, што ако го посадиме плодното дрво до крај водата, тоа ќе црпи од таа вода, ќе има сок. Така Бог нас не посадува, бидејќи во Словото вели, Исус вели, јас сум лозата, а вие сте прачките. И ние се накалемуваме на таа лоза. Ние сме накалемени. Ние не сме сами изникнати од таа лоза. Господ Исус Христос не накалемил на таа лоза, но тој може и да не одреже. Во Лука 3 глава од 7 до 9 стих тамо вели, Јован Крстител кога зборува за Господ Исус Христос, вели, секирата е во неговите раце. И ако некој дрво не раѓа добар плод, ќе биде исечено. Значи, Бог нас не посадува или засадува да даваме плодови. Не да даваме лисја, да даваме плодови. И овде Словото вели, тоа дрво или тој човек го дава својот род точно на време. Кои се тие плодови или какви се тие плодови? Што тоа дрво ги дава на време. Тоа се плодовите кои се опишени во Божјото Слово: мир, радост, трпение, долготрпеливост, нели? Љубов и уште многу други има таму. А кој ги дава на време? Кога треба ние во време да ги покажеме пред другите. Кога некој е против нас, ние треба да бидеме трпеливи. Треба да покажуваме љубов. Тогаш е тоа плод даден на време. И вели, листот не му венее. Листата венат на дрвја кои што се некаде на суво место. Во пустиња, каде што нема влага, тогаш листот повенува. Повенувањето на листот значи нашите неисполнети денови. Ние се сушиме, како треба да кој вели се сече, останува без сок и таа умира. Така и дрвото, кое не е посадено до изворска вода,
Неговите листја се собираат, се сушаат, тој вене во својот живот. И ние гледаме дека човек кој го нема Бог, во кој Бог не е присутен, нема надеж, нема сигурност. Дојдат ли искушенија, проблеми, го фаќа паника. А оние кои го имат Бог во своето срце, знаат дека Бог се грижи за нив, дека Бог ги пази и ги чува, и што и да се случува, како што вели Давид, и во долината на смртната сенка да поминам, нема да се уплашам. И во се што прави, тој човек напредува. Но какви се безбожниците? Тоа тука Словото зборуваше за верните, сега какви се безбожниците? Словото вели тие се како прав, што го разнесува ветрот. Правот не застанува. Ветрот го носи и повеќе се извирува. Опасна грешка. Ветрот ги носи и повеќе не можеш да го најдеш правот. Тоа малку за да се разбудите. Овде Словото вели безбожниците, тие кои го немаат Бог, не можат да се одржат во советот на праведните. И уште нешто поважно. Господ го знае патот на праведните. Господ внимава на своите верни. Господ се грижи за своите верни. Господ им прави се добро на своите верни. А патот безбожнички ќе пропадне. Патот на верните, рековме уште на почетокот, води во вечноста. А патот на грешниците, на безбожниците, води во пеколот. Драги браќи и сестри, наша е одлуката да избираме, да решаваме, да се определуваме. Ако не сме го веќе тоа направили. Ако се уште во нашето срце го нема Бог или нашето срце не е исполнето со Бог. Наше е да се одлучиме денеска. Утре веќе е касно. Утре веќе не е наш ден. И како што рекол тој светски познат човек, ако не верувам во Бог, а Бог постои, ќе изгубиме се. Сето она наше што сме го придобиле на оваа земја и мислиме дека нешто сме придобиле, ќе биде уништено, ќе биде отфрлено. Што останува? Нашата душа да биде во Божите раце. Тоа единствено останува за вечноста, но ние треба да правиме тоа што е добро пред Божите очи. И да разбереме дека блажен човек не оди во советот на безбожници, не стои на патот на грешници и не седи во друштво на развратници. Денеска ние си дозволуваме многу како христијани. Сакаме да бидеме насекаде, сакаме да учествуваме во се и да бидеме на првите места. Ама тоа не е според Божјата волја. И затоа не само во тие совети, но и во нашите денешни друштва, со кои седеме, како разговараме, зашто разговараме, тоа е многу важно. Можеби ние не сме до тие кругови да достигнеме, но ние со нашите друштва кои седеме, ако сме такви, тоа е исто.
Зошто на нас не е тешко да бидеме во друштво, во заедништво со браќа и сестри? Зошто ни е тешко да се собираме да го читаме Божјето Слово? Значи не ни е омилено, така ли? Зошто ни е тешко да се храниме самите од Божјето Слово? Ако ние имаме време за се друго, а немаме време за Божјето Слово, не сме достојни за да бидеме при Бога. Може би изгледа така грубо, но Бог не може да не прифати да бидеме во Неговото царство. Нема да не прифати ако ние на оваа земја не сме спремни за тоа. Аврам, кој Бог го повика од својата земја, зошто не му ја даде одма земјата? Зошто не рече, еве, јас ти ја давам таа земја, нека биде твоја? Но прво мораше да помине низ испити. Мораше да го положи испитот на верата. И тој навистина го положи. И тогаш Бог му ја даде во наследство таа земја. Од него направи многу народ, а од него сме благословени и ние. Ако ние немаме време за Бог сега, Бог ќе нема време за нас во вечноста. И таму вели Исус, не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во небесното царство. Не секој. Затоа, драги браќи и сестри, нека сериозно размислуваме како ние го поминуваме нашето време, што е омилено во нашиот живот или што сакаме да постигнеме во нашиот живот. Имаме за тоа уште многу да зборуваме, но немаме време. Пак ќе дојдеме на тоа, немаме време. Секој пат за Бог немаме време. Нека е слава на нашиот Господ што отворено ни зборува, што преку Неговото Слово јасно ни говори какви треба да бидеме и што треба да правиме, бидејќи нема да имаме никакво оправдание пред Него. Амин. Нека сега да се исправиме и нека да му благодариме на Бога. Татко Небесен, и ова утро сакаме да ти благодариме за Словото, кое ти ни го даваш и кое го упатуваш кон нас, не кон други. Ти секогаш зборуваш лично кон нас. Ако Словото ние не го прифатиме за нас лично, тоа за другите не важи. Господе, ти сакаш да бидеме чисти, праведни, неосквернети, кога ќе дојдеме во Твоето царство. И во примерите кои ги даваш ти преку Исус, таму велиш, на гозбата сите беа облечени во бели облеки. И се најде еден кој беше необлечен и беше истеран, фрлен во темница. Господе, знам дека ти си свет праведен и не трпиш неправда, не трпиш грев. И затоа те молиме, Татко, да не очистиш нашите срца, нашите умови, нашите души, преку крвта на Господ Исус Христос и да не примеш во Твоето царство. Господе, ние сме слаби, ние сме недостојни, но преку Твојата милост, преку Твојата љубов, Ти ја отвараш вратата, за да можеме да одеме по патот кој води во вечноста. Благослови не сите, дај ни сили одново, дај ни мудрост и секојдневно да внимаваме на тоа што го правиме, на тоа што зборуваме, на тоа како живееме. Господе, нека е слава на Тебе. Се препуштаме во Твоите раце и Те молиме во името на Исуса Христа. Амин.
Јас одамна сакам да го кажам тоа, може би времето оде многу, ама и јас одамна не сум зборувал. Ние секој пат, кога на крајот на молитвата и на проповедта велиме амин. А тоа значи се согласувам. Ама ние денеска не го користиме тоа. Сигурно не се согласуваме, сигурно не ни се допаѓа тоа, не е тоа заради мене, не е тоа сега заради тоа што јас зборувам или стојам овде, но наше добро е да го употребуваме тој збор и да знаеме дека ние го потврдуваме тоа, нашето присуство, нашето внимание, слушањето на Божјото Слово и се согласуваме со него. И за тоа треба да го користиме тој збор. Сега ќе испееме песната број 150. Чека свещеницата. Amen.
Децата се тука, изгледа немат стихче. Следната недела службата е пак во 10 часот, а сега за нашите сестри, на крајот ќе има и поклони. Нема да биде само честитањето или поздравот, но сакам и да ви поклониме нешто, да имате спомен или радост за сето тоа. Сега за крај ќе се исправиме и ќе испееме песната број 394 и со тоа ќе завршуваме. 394. Нека Бог да ве води, да ве чува и преку ова недела, да ви дава мир, радост, љубов, мудрост, сили, да можеме да го прославаме нашиот Бог во нашиот живот. Службата е завршена.